Нова тема на редниве минути во Македонија наутро, за која што неодамна излегоа загрижувачки статистички податоци за кои сметаме дека треба да говориме гласно. Младите ни се во фокусот, а последните статистики во земјава покажуваат дека најмладото девојче што абортирало има 13 години, најмладата родилка исто така 13 години. Само 12,8% од младите парови до 29 годишна возраст користат модерно контрацептивно средство. Стапката на непланирана тинејџерска бременост во земјава е речиси 3 пати повисока од земјите во Европа. Податоци доволно загрижувачки. За утрово во студиото 5 на Македонската телевизија да ја повикаме доктор Павлина Коруновска и со неја да отвориме оваа тема. Добро утро, докторка, и добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина. Добро утро до гледачите. Во меѓувреме пронајдов некои други статистички податоци кои што пак велат дека околу 60% од младите момчиња и девојчиња, албанци и македонци се користат контрацептивни средства, што ми е некако контрадикторно со овие податоци кои што предмалку ги кажав. Да, тоа е доста контрадикторно. Според моите сознанија, сметам дека таа бројка 12% е порелевантна, затоа што 12%, како што кажавте, од населението користат модерна контрацепција, се смета, а додека 40% од луѓето користат застарени методи на контрацепција, односно тоа се доста несигурни методи, како што се бихевиоралните методи, односно со прекинат сексуален однос или со следење на календарски плодни денови и така натаму, кои што се доста несигурни, а само 12% користат модерна контрацепција и заради тоа стапката на абортусот е повисока во нашата земја отколку користењето на контрацепција. Од неколку аспекти сакам да ја разработиме оваа тема. Буџетот за бесплатна модерна контрацепција за девојки и жени во ранливи категорија зголемен на 500.000 денари годинава. Бесплатна контрацепција добиваат само жените кои што живеат во Скопје, тоа преку Универзитетската клиника за гинекологија. Она што ме интересира, каков е вашиот став на темата? Потребна ли е измена во насока на поголема достапност на контрацептивните средства во цела држава? Да, потребна е, како прво, потребна е поголема едукација на воопшто на жените, на луѓето и поготово и на адолесцентите, на младите девојки во однос на тоа како делува контрацепцијата, затоа што тоа е се уште табу тема во нашата земја, а исто така и достапноста во однос на финансискиот момент е исто така оптеретување за секој девојче, бидејќи ниеден од контрацептивите не е одина рецепта, него се купува приватно, а тоа што е буџетот од 500.000 денари за контрацептиви, тоа го има на клиниката за гинекологија и акушерство, меѓутоа тоа е за социјално ранливите категории на жени и може од секаде од државата, од сите градови или да ги испратат или да повлечат од тие контрацептиви, меѓутоа тоа се за социјално ранливите категории, не за сите воопшто жени. Какво е вашето искуство како доктор со малолетничката бременост и имате ли впечаток дека младите се доволно едуцирани на тема контрацепција? Па вака, во нашата ординација ние работиме во приватна здравствена установа како матични гинеколози. Поретко доаѓаат толку млади девојчиња на 13-14 годишна возраст бремени, бидејќи секогаш помошта или се бара во болниците кога има таков проблем за абортус. Сега, иако во нашата земја е легитимен абортусот, има, значи, законот е доста широк и може да се направи и медицински и хируршки абортус, кој што е доста безбеден, се прави во болничка установа, меѓутоа секако се препорачува и подобро е девојчето да ја спречи таа несакана бременост, односно прима контрацепција, отколку да дојде до несакана бременост и секако последиците не само по здравјето, него и психичкиот момент кај тоа девојче за понатака во живот. И на тоа сакам да го ставиме малку фокусот. Ако статистиките велат дека најмладото девојче кое што абортирало е 13 годишно, што значи овој медицински зафат за едно 13 годишно девојче? Зборувам и физички, но и психолошки. Па како што кажа, во денешно време е доста безбеден. Значи, некои си последици од интервенцијата или во денешно време со медицинскиот абортус, со таблетите, се смета дека 80% од жените веќе од кои ги применуваме тие таблети завршуваат само со таблети, а не со хируршка интервенција, односно хируршки абортус, и е доста безбедно и во однос на последици, да речеме, на гинеколошките органи не би требало да има некои последици, меѓутоа, како што кажав, прво тоа девојче треба да се оствари како личност, да стане факултетски образована, да го најде својот партнер со кој што избран и со кој што би планирале семејство и понатаму да забремени. И заради тоа
подобро секогаш викаме да се спречи отколку да се лечи. Нешто ние сме превентива, примарна здравствена заштита, заради тоа треба да внимава на тие работи да прима контрацепција. Исто така имаме загрижувачки податоци во однос на ургентната контрацепција која што се купува во аптеките. Фармацевтите велат дека се случува секојдневно и се повеќе. Каков ризик носи ова ургентна контрацепција и знаат ли младите што воопшто пијат? Вака, сега, ургентната контрацепција многу ретко доаѓаат на гинеколог, па да е препорачана од гинеколог и да ја купат. Најчесто, бидејќи тоа се случува во доцните ноќни часови, бараат помош во аптеките. Секако претпоставувам дека фармацевтите се тука прва линија и дека им објаснуваат, меѓутоа доколку кај млади итната контрацепција, доколку се прими еднаш, доколку е хитно, нели, затоа и се вика итна контрацепција, не е штетна, меѓутоа може да направи некој хормонално пореметување. Најчести несакани ефекти се гадење, повраќање и некое пореметување на менструалниот циклус, на следниот менструален циклус. Меѓутоа, не е добро да се прима при секој сексуален однос или пак секој месец, заради тоа доколку еднаш им се случи да треба да примат итна контрацепција, треба девојчињата да дојдат кај својот гинеколог за да им се препорача долгорочно средство за контрацепција. И тука не можам да не ве прашам на темата на која што се чини најмногу се бунтуваат родителите. Сексуалното образование. И тука сте некако во клинч, вие докторите и родителите од друга страна. Неопходно ли е во моментов ако ги имаме во предвид овие статистики? Тоа е најмалку веројатно што можеме да сториме за да ги заштитиме нашите деца. Да, така и ние секако и сите колеги гинеколози и Министерството за образование тука треба сите да се вклучат за да се направи добра сексуална едукација кај децата во училиштата и секако родителите не треба тоа да го сваќаат дека ќе се учат децата на нешто лошо, туку напротив ќе се научат децата како да се заштитат како прво од несакана бременост, а секако тука се и сексуално преносливите болести, како што се бактериите, а тука и ХПВ-то, и ХИВ и така натаму, сите тие сексуално преносливи болести ќе се спречат со помош на контрацепцијата, со заштитен сексуален однос. Ве прашуваат ли младите на тема контрацепција, ги интересира ли, сакаат ли да дознаат? Или се уште сме Google доктори сите? Google доктори, да. Повеќе самите веќе си знаат кога ќе дојдат кај нас, бидејќи читаат многу на Google, како што кажавме, некако е тоа табу тема. Сите девојчиња мислат дека од таблетите од тие се хормонални таблети, ќе се поправат, ќе почне влакна да им растат, што не е воопшто точно. Значи сега новите генерации на контрацептиви, малце ќе обрнеме повеќе внимание на овие хормоналните контрацептиви, зашто има неколку начини на контрацепција, меѓутоа тоа ќе оставиме за следна емисија, немаме време. Овие што се хормоналните таблети треба да девојчињата да не се плашат воопшто, бидејќи тие се нови генерации, дури содржат и компонента која што делува диуретски и има статистики дека доколку се користат година дена, дури пациентката ќе ослабне, односно ќе намали во телесна тежина 3-4 килограми баш заради таа компонента и дека само од таблетите нема да се поправат. Ние ги даваме и при одредени заболувања, значи имаме индикации за давање, има и контраиндикации кои што тоа се заболувања на црниот дроб, бубрежни заболувања, пример карциноми, детектирани, диагностицирани, меѓутоа кај младите девојчиња овие ситуации се многу ретки и може да се даде тој начин на контрацепција. Меѓутоа секако во консултација со својот гинеколог. Го споминавме сексуалното образование. Што е со разговорот дома? Знаеме дека сме општество во кое што за некои теми се уште не се зборува гласно, но ако појдеме од фактот дека се поаѓа од дома, која е возраста кога родителите треба да почнат да зборуваат за овие теми отворено со своите деца? Па сметам дека веќе после 5-6 одделение кај децата, кај девојчињата, мислам дека момчињата малци подоцна, меѓутоа кај девојчињата треба да се почне да им се објаснува. Тој е периодот и кога добиваат менструација, значи да им се објасни што значи тоа, секако мајките, татковци, родителите да разговараат со нив, а не да го избегнуваат тој разговор и да не мислат дека доколку не им зборуваат, децата нема да посегнат по нешто такво. Подобро да им се објасни, да имаат некој објаснување и од родителите, секако и во училиштето, од нас гинеколозите, тоа да биде заеднички за да спречиме вакви несакани ефекти кај децата. Да, намалиме статистикава со која што почнавме. Да.
Да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Неисцрпна е темата. Вчера кога се договаравме, барем 30 минути зборувавме за ова. Да, немаме време за да ќе ја поделиме по различни теми за да можеме да опфатиме се. Да. Благодарам за денешното гостување. Благодарам многу за поканата.